Напливот на лажни вести и ужасни манипулации кои ги достигнуваат врвовите на лудоста се само систематско вградување колективна страф и недоверба во институциите. Петпарачките портали и самоповиканите opinion мейкери на социјалните мрежи кои диктираат апсолутно неостована хистерија, се само темпирани бомби кои се монтираат во штабските лаборатории, а експлодираат на интернет. Во принцип, креаторите многу често на ваквите кампањи, ако сакате да ги наречеме, доаѓаат од центри на моќ кои што кај нас се главно политички и се поврзани околу политичките партии. Иако одговорноста на медиумите не сме во никој случај да се пренебрегнува, таа на политичарите е несомнена, особено кога наменски се артикулира дезинформација, која нешто потоа се само демантира, со злокобна цел да се предизвика неконтролирана реакција од оние што се засегнати. Нити пак некој од болницата дојде овдека да ни објасни што се случува, за волја на вистината дојде дежурниот доктор, ни објасни диагнозата. Нити пак некој од болницата дојде овдека да ни објасни што се случува, за волја на вистината дојде дежурниот доктор, Се разбира, има и доктори професионалци кои знаат и да ја постават диагнозата, а го знаат и лекот. Ама кога во нивното резиме доминира политиката, тие почнуваат да се однесуваат како вистински аматери и забораваат на амнезата за тоа како се однесувал нивниот организам кога бил нападнат од вирусот на непотизам. Сестра ви каде е вработена? Да, пред да станам јас пред 10 години. Во време додека Дуј беше на власт во ВМРО да помена? Пред 10 години е тоа. Јас сум вице-премиерот пред 2 години. Значи не можете такви корелации да правите. Бевте министер за здравство? Тоа што веројатно треба да им влие како потсетник на сите заборавенковци се нормите кои не дозволуваат да се загуби меморијата, тогаш кога таа, дури и кога се смета дека е архивирана, за секогаш, пак се соочува со предизвиците на правото кои го имаат магичното апче за освестување. Ама сега ние и во кривичниот законник имаме кривично дело тргување со влијание. Помина тоа време на романтизам во борбата против корупцијата. Сега сме во времето на лична индивидуална одговорност. Тоа е едно минато во кое антикорупционерката неуспешно се обиде да влезе во политиката. Некој постојано се обидува да го заборава, особено оние кои сакаат да си го исчистат минатото, па не сакајќи ништо да ги потсетува на тие времиња. Форсираат нови факти, креирајќи си слика за некаков историски подвиг кој за жал не им припаѓа. Македонија прв пат има можност да добие председателка, затоа што прв пат имаме можност да имаме жена за председател на Република Македонија. Кандидатот за председател на Република Македонија од Демократската партија на албанците Мируше Хоџа синоќа се представи во Битола. И на крајот, за оние што мислат дека не е исто тоа што е исто. По долго размислување решив да ја прифатам иницијативата за надпартиски кандидат. А јас сум непартиски кандидат. Разлика меѓу непартиски и надпартиски кандидат не постои. Единствено што ги двои е тоа што телефоните тогаш немаа предни камери, па поради тоа и не постоја селфија.